Здраво, Диме. Гутен так. Како си денес? Здраво, Марко, добро е. Почнавме да разгледуваме, имаме неколку опции во предвид. Кириите не се ефтини, ќе треба да направиме некоја добра пресметка и за сите трошоци, да. Дали ќе можеш да ми кажеш нешто повеќе околу вселувањето? Јас разговарав со други луѓе, добив некои збунувачки информации. Многу битно е, секоја зграда, секој си има свој куќен ред. Германците се доста принципиелни и се задржуваат кон тој куќен ред. Се што е надвор од тоа, ќе реагираат од одма. Ме интересира твоето искуство. Кога ќе започне да се вселуваш, доколку не си исчистиш во влезот или на скалите истуриш нешто или извалкаш, значи одма ќе изреагираат. Дозволено е од 8 наутро до 13 часот. После од 13 часот до 15 часот е мирно време, тугаш не смееш воопшто ништо да работиш. И од 15 часот до 20 часот смееш повторно да работиш. Тоа е од понеделник до петок. Например, во недела буквално не смееш ништо да работиш. А во сабота можеш од 10 сато наутро до 13 часа. За домашни миленици постојат некакви правила? Лично ние немаме домашен миленик, ама нашите пријатели кои што живеат под нас тука имаат домашен миленик. Правилата, најпрвен станот во кој што ќе се вселувате, треба да стои во договорот дали е дозволено да имат домашни миленици и кои домашни миленици. Од причина што тука во Германија чуваат секакви домашни миленици. Диме, досега зборувавме за неколку работи, ти велиш дека сите нешта таму се регулирани со правила, со договори, со ситни букви. Дали навистина се почитуваат сите тие правила и дали веднаш се реагира ако не се почитуваат? Нормално, ако излезе нешто надвор од рамките, реагираат. Ние имавме лично искуство во првиот стан каде што живеевме. Имавме гости од Македонија дојдено и бевме прилично гласни после 22 часот. Другиот ден, нашата комшипка која што беше под нас, не замоли најкултурно, после 22 часот да нема толкава врева. И доколку не ги почитувавме правилата, сигурно дека ќе повикаат Ordnungsamt, тоа е како полиција за конфликти помеѓу соседи. Полиција за куќен ред? Како ти ги доживуваш сите овие правила? Како товар или како конструктивно нешто? Се додека се почитуваат правилата е многу полесно да функционираш. Така да и на почетокот ми беа чудни сите тие правила, ама човек треба да свати дека колку побрзо и ги прими тие правила, толку полесно ќе поминува понатаму во животот. Добро ми го приближуваш начинот на живење во таа средина. Нема никаков проблем. Се слушаме повторно, Марко. Поздрав!